Добро вечер, Христос воскресе! Вака се поздравуваат православните христијани на празникот на кој се темели христијанската религија. За Великден, но и за другите актуелности на истокот, гледајте после кратката најава. Празникот над празниците потврда дека животот треба да го минеме во добродетелство, љубов и негување на христијанските вредности. Великденските пости завршија, верниците да внимаваат и да не претеруваат ниту со храната, ниту со алкохолот, советуваат лекарите. Промовирана е монографија на дедо Митко Становски, ореводецот на орото Копачка, дел од нематеријалните културни богатства на УНЕСКО од Македонија. Православните верници денес го празнуваат најголемиот христијански празник, темелот на христијанската религија. Радосната вест за Христовото воскресение влева силна надеж. Штом е победен најголемиот непријател смртта, тогаш можат да бидат надминати и меѓусебните судири и недоразбирања. Ова е дел од великденското послание на поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Православните христијани денес го слават Воскресението Христово. Во храмовите на Македонската православна црква се служат празнични богослужби, а се слави во сите христијански домови. Денот на Христовото Воскресение е не само најголемиот, туку и најстариот христијански празник што се празнува од вториот век. Тоа е суштината на христијанството, потврда и на самата вера, зашто, како што рекол свети апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше и нашата вера. Великден спаѓа во така наречените подвижни празници и е секогаш по пролетната рамнодневница во првата недела по полната месечина. Секогаш е во недела, но не смее да се совпадне со денот кога евреите го празнуваат Пасха, ниту да биде пред него. За Великден свое послание до верниците упатува поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Возлюбени во Христа воскреснатиот, веќе 20 века го прославуваме Великден и ја празнуваме победата на животот над смртта. Но за да постигнеме единство со Бога, неопходно е да вложиме напор за зацврстување и унапредување на нашето меѓусебно единство. Колку е убаво кога браќата живеат сложно, истакнал уште царот Давид. Разединети и отуѓени го затвораме нашето срце за Божјата љубов и се оддалечуваме и меѓусебно и од Бога. И не можеме вистински да го љубиме Бога ако го мразиме својот брат. Само љубовта и делата можат да бидат потврда за нашата вера, бидејќи верата, ако нема дела, сама по себе е мртва. Се вели во посланието до верниците која го упатува поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Великденска честитка кон граѓаните денес упатува и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. ВМРО ДПМН на сите православни христијани им го честита големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, ден кога верниците се радуваат на победата на животот над смртта. Овој празник е најсветлиот ден во годината кој одново ја воскреснува надежта за подобар живот и тоа само со негување на заедничките вредности и духот на меѓусебната толеранција. Нека овој Великден биде нов поттик за заедништво и зближување, стои во празничната порака на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Големиот христијански празник на граѓаните од православна вероисповест им го честита и Општинската организација на СДСМ Штип. Нека овој голем празник ги исполни вашите срца со солидарност и милосрдие, чии плод ќе бидат добрите дела и убавите мисли. Меѓусебното разбирање, почитување и толеранција меѓу граѓаните се единствениот начин да се дојде до посветла и подобра иднина. Великденските празници поминете ги во духовен мир, семена хармонија и добро здравје, се вели во Великденската порака од СДСМ Штип. Честитка до граѓаните упати градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Воскресението Христово е голем празник. Тоа е празник на спасението, затоа што Библијата и христијанството го спасија човештвото. Празнувајќи го тој празник, сеќаваме на сите оние маки кои морал да ги помине Исус Христос. Се оно што му случувало некаде пред
2015 години. И се оно што на некој начин значело мака за спас на човештвото. Сакам да ви посакам да имате пријатни празници, да си поминете во ово расположение, да поминувате повеќе време во црквите и на литургиите, да има повеќе радост него тага, да имате повеќе здравје него болести и посебно сакам да сите граѓани бидат среќни. Великденските пости завршија. Верниците кои ги практикуваа најдолгите пости треба да внимаваат и да не претеруваат со храната. Ова се советите на лекарите кои апелираат во празнувањето денес и утре да не се претерува ниту со алкохолот. Великденските пости се одличен начин за чистење на токсините од телото, ослободување од лошите навики, мрсната храна, одлични се за намалување на вишокот на килограми и воспоставување на нов, а поздрав начин на исхрана. Постот сам по себе е одличен начин за одвикнување од нездравата храна и лошите навики, но доколку невнимателно се води грижа околу внесот на калории, внесот на минерали и витамини преку исхраната, телото ќе се чувствува немокно и без енергија. По завршување на великденските пости, многу често доаѓа до прејадување, а ова може да има последици врз здравјето на луѓето. Секое прејадување, злоупотреба на количината на исхраната, посебно при прегладнување, може да биде штетно. Наглото внесување после постењето на обилни и масни оброци секако го зголемува ризикот од така наречени кардиоваскуларни инциденти. За луѓето кои се со кардиоваскуларни заболувања и со кардиоваскуларни ризици, ваквиот ризик може да дојде во првите 2 часа, посебно во првите 2 часа по прејадувањето. Со постите без дополнителна грижа околу внесовите на здрава храна, телото е под ризик да биде подлежно на намален имунитет, а со тоа се појавува и чувството на општа слабост, склоност на настинки и вируси. Експертите советуваат внимателно со храната по завршување на великденските пости. Треба посебно се внимателни и посебно да внимаваат на видот на храната со кој почнуваат, значи постепено да се внесуваат масните и обилните оброци, да бидат тие равномерни, да не бидат придружени со многу алкохол и со многу шеќери кои тешко се варат во организмот од типот на белите шеќери. Поради својата структура, хранливост и нискокалоричност, овошјето и зеленчукот се особено важни во исхраната. Затоа практикувајте после долг пост што е можно повеќе нискокалорична храна, а што е можно помалку алкохол и мрсна храна. Македонски егеј се подготвува за традиционалната великденска средба во манастирот Свети Пантелеймон во Брест. Средба на лицата раселени од Егејска Македонија која 21 година се одржува на вториот ден од Великден. Организаторот очекува бројни гости од земјава и од странство, а организирани и превоз и богата програма. Сдруженијето Македонски егеј го организира традиционалната 21 великденска средба која се одржува во манастирот Свети Пантелеймон во селото Брест. Па се повикуваат сите заинтересирани граѓани кои сакаат да присуствуваат на оваа манифестација, дека Сдруженијето Македонски егеј има организирано превоз и тоа во 8 часот и 30 минути еден автобус ќе тргне од населба Железничка, населба Македонка, населба Балканска, новата пошта и директно во манастирот, а другиот ќе тргне од населба Сењек, населба Баби и пред новата пошта. Безмалку сите јавни комунални претпријатија во регионот се соочуваат со слични проблеми. Стара инфраструктура, дотраени водомери и губитоци на вода се главните проблеми во урбаните општини. Во руралните општини проблем е снабдувањето мал број корисници на голема површина. Неплаќањето на сметките е проблем во сите општини. Јавните комунални претпријатија извршуваат витален интерес за сите општини. Речиси сите имаат исти проблеми и работат на проблемите на старата инфраструктура и водомерите. Со тоа јавните претпријатија се среќаваат со проблемот загуби на вода. Дел се од нив дивите преклучоци, а дел е дотраеноста на водоводната мрежа. Моментално имаме загуби на вода од 57,3%, што е рекорд во минатото
минатиот период имавме 64% загуба на вода. Максимално се трудиме да ги избегнеме овие загуби во европски рамки, тоа е 13%, нема ни една општина толку во Република Македонија. Ние како јавно предпријатие на секој можен начин се бориме и се трудиме да ги намалиме и да ги сведеме на минимум овие загуби на разноразни начини. Онаму каде што немаме подлого време фактурирано и на плаќање, тоа го направивме веќе. Ги соправме сите води, ги саниравме сите дефекти кои што беа низ градот, кои што тече водата, и еден голем апел до граѓаните да си ги плаќаат своите сметки, да бидат редовни плаќачи, бидејќи со самото тоа ќе може да имат поголеми тревни површини, со самото тоа ќе може да имат подобар квалитет на водата, со самото тоа ќе може да ги користат нашите услуги во погребалните услуги, во Бања Кржовица и сето оно што ние како јавно предпријатие го нудиме за граѓаните. Загубите главно се на тоа што имаме дотраени водоводни линии, имаме чести дефекти, така да ние навремено интервенираме, а еве сега како се асфалтираат улиците, така поставуваме нова водоводна линија, така да брзо ќе биде решен овој проблем. Со вакви проблеми се среќаваат и руралните средини. Проблемите ни се наваѓаат околу зимање на мострена вода, значи дали се тие исправи, значи ние само да ги прошетаме сите во еден ден имаме околу 260-270 километри со возило, а некаде са тие неприступачи, значи мораш да одеш и со теренско возило, а дел од резерварите или дел од каптажите се уште у по-непристапни терени, значи таму за да се качиме и да провериме каква е состојбата или во случајно дефекти, мора само да се оде пешки, евентуално да не кажам со коња. Само дел мали села кои што се немаме таму водоснабдување, тоа се села со по 2-3 куќички кои што се снабдуваат од селски чешми, значи тоа се дел Курфалија, дел Јунуслија, Ебеплија, тоа се мали населени места. Инаку, сите општински центри во источниот регион имаат различни цени на водата. Така, во Виница цената е 19,50, во Штип 25,60, во Берово 28, во Пробиштип 29 и во Кочани 31,40 денари за кубен метар. Сите јавни предпријатија во овие места се во големи финансиски проблеми. Промовирана е монографијата за Димитар Станоевски, познат како Дедо Митко, легендата на Орото Копачка. Автор на монографијата е Димитар Узунски. За Дедо Митко, ороводецот на Копачката, има и спомен соба во село Драмче, Делчево, проект подржан од Министерството за култура. Орото Копачка и празнувањето на 40-те маченици во Штип се на листата на светските нематеријални богатства на УНЕСКО, единствени од Македонија. По спомен собата, ороводецот на Копачката, легендата Дедо Митко Станоевски доби уште еден белек. Излезе од печат монографијата Легендата на Копачката од авторот Димитар Узунски, издадена од Сдруженијето фолклорна група Копачка, село Драмче, Делчевско. Во првиот дел се зборува за родното место на Дедо Митко, историја на малото Белчанци и опис на играта и Орото Копачка како бренд на пијанецот, а од неодамна и културно добро прогласено од УНЕСКО. Во вториот дел авторот целосно се посветува на Дедо Митко и неговиот живот и како што вели, горте што неговиот труд долг 50 години излезе на виделина. Тој ја опишува неговата големина и афирмација на пијанечкиот фолклор. Посебно беше ценет и меѓу младите, но секако најмногу од големите познавачи на фолклорот. Имаше Дедо Митко посебна харизма да ја привлече публиката. Често пати знаеше да каже, ама не се секиребите. Ке видите, кога ние не сме настапени убаво. Само да тупне тапано, тупнали тапано. И ја веќе не гледам никој кој ме гледа. Кога ќе заврши орото, тогаш ќе ги отворам очите и ќе погледам да видам колку луѓе не гледали. Значењето на книгата е големо затоа што се дава акцент на приватната историја, што денес се среќава многу ретко. Тука се дадени токму тие обичаи, некои од тие обичаи, од тие занаети со што луѓето се занимавали и од што живееле, што е најбитно. Пошто таа ера еден ден може и да престане, па да не врати пак назад од почеток, за да знаеме што е и дрвено рало, и како се ора, и како се обработува, и како се сее, и како се лови риба, за да преживее човекот. Значи, во една назадна технологија на времето,
како луѓето обстојувале во овие краишта да живеат. Токму тоа е и посочено во книгата и значењето на книгата е во тоа. Еден од спонзорите на книгата покрај Министерството за култура е и делчевскиот стопанственик Ванчо Цонев, кој воедно е и внук на дедо Митко. Чувството е доста пријатно да се биде внук на ороводецот на живата легенда од Делчево, посебно што копачката како оро во овој крај, конкретно во Делчево, е заштитен знак. Јас како негов внук ја немам таа среќа и можност да бидам ороводец како дедо Митко, меѓутоа кога како што вели самиот он, тапаните ќе затупаат и ке мене се буди желбата, чувството за игра. Постигнувањата на дедо Митко за орото копачка се од големо значење и за македонската историја. Од канцеларијата на УНЕСКО во Венеција, копачката е ставена меѓу првите 10 добра во југоисточна Македонија. Оно што би сакала особено да го истакнам е дека со својот епитаф, со самото тоа што на својот гроб напиша дека е ороводецот, ни остави во аманет да не смееме да застанеме во промоција на копачката како оро. А благодарение пак на авторот на оваа книга, на Димитар Узунски, ние имаме документацијата за тоа да можеме да го направиме најдобро што знаеме и умееме. Легендата на копачката дедо Митко е роден 1917 година, а како ороводец на копачката бил се до 2009 година, кога се и успокоил. А на неговиот погреб, како негова последна желба, се слушале тапаните, а неговите другари, членовите на копачката, го заиграле познатото оро копачка. Музичкиот бенд The Jump од Кочани направи преработка на песната Ако ми дадеш, оригинална верзија на познатата панк група Badmintons. Младите музичари ги заживуваат македонските евергрини во поинакво светло од оригиналните. Се повеќе во клубовите не може да се замисли свирка без да се испеат македонски стари хитови. Младите музички бендови од Источна Македонија се повеќе ги заживуваат старите македонски евергрини. Музичкиот бенд The Jump од Кочани направи преработка на песната Ако ми дадеш, оригинална верзија на познатата панк група Badmintons, музички бенд кој е формиран во далечната 1983 година. The Jump е група од 4 членови: Мартин Трајков бас гитара, Ангел Арсов гитара, Кире Стојанов тапанар и пејач Зоран Миларадовски. Групата The Jump од Кочани со поинаква верзија на песната Ако ми дадеш. Песната која снимивме од Badmintons Ако ми дадеш, ја снимивме со цел да ја освежиме македонската рок сцена и да ја поддржиме, бидејќи во Македонија е малку на пониско ниво. Потребно ни беше околу месец дена за да ја снимиме песната. Одметнавме кавал, таму е со клавиатура оригиналот. Тоа ни е автентично во бендот што користиме кавал. Ова е нивен прв видеоспот и нивна прва преработка на песна од старата македонска музичка сцена, но како што изјави Зоран, тие имале и своји авторски песни. Да, имаме наши авторски песни, на кои уште немаме снимено видеоспотови, уште не се пуштени во јавност. Снимени се само како демо снимки. Прво мислиме да спремаме цел албум, па да снимаме се одеднаш. Финалната верзија со подготовка на видеоспот ќе биде прикажана во најскоро време пред македонската публика, а за негова изработка стои Fly Video продукција од Кочани. Старите македонски хитови се голем предизвик за новосоздадените музички бендови. Тоа го покаже и групата Шекспир од Кочани. Минатата година за Великден ја припеа Признавам, која Маријана и Росана ја изведоа на Макфест во 1988 година, а неодамна направија преработка на песната Килнерот од Ена Веко. Повеќе од 50.000 клика на YouTube е доказ дека го направиле вистинскиот избор. Ваквите изведби во поинакво светло секако ќе останат запаметени, кои со својата убавина и квалитет ја освојуваат публиката. Ова е се што подготвивме во празничното издание на Дневникот на Канал Плюс. Во продолжение проследете ја временската прогноза. Пријатна празнична вечер со нашата програма.